Минатата недела до темел беше срушено минарето на Дуди Ханун џамијата во Кочани. Таква одлука донел џамискиот одбор, откако било констатирано дека тоа е оштетено и постои можност од негово рушење. Со оглед што беше долепено до џамијата, се појавила и влага на внатрешните ѕидови, поради што неколку пати се правеле обиди за реновирање и заштита. Оџата во џамијата вели дека тоа била и главна причина зошто се решиле за рушење на старото и подготовка на план за изградба на ново минаре. Причината зашто го рушиме е затоа што има голема влага овде. Проблемот е што влагата влегува и во џамијата. Првично целта ни беше да го реновираме, нешто да се стори за да се спречи влегувањето на влагата во просториите. Кога започнавме да го реновираме, тоа самото почна да се руши, па затоа целосно го срушивме. Сега сме во тек на подготовка за изградба на ново минаре. Кога почнале да го рушат минарето, откриле дека внатре има многу кал и вода, поради што влагата се пробила и во објектот на џамијата. Сите муслимански верници се согласиле да дадат финансиски средства според своите можности, за да се изготви технички проект и да се платат дел од трошоците за новото минаре. Поддршката за тоа била добиена и од исламската верска заедница, а дел ќе спонзорира и фирмата што ќе ги изведува градежните работи. Ќе биде исто како што беше претходно, затоа што тоа се смета за историско наследство, па ќе се направи како претходното. Сметаме дека и црквата има камбана, па затоа и џамијата мора да има минаре. Ние мора братски да живееме во еден ист град, не треба да има поделби, затоа што Господ е еден за сите. Техничкиот проект и изведбата ќе ја прави фирма од Тетово, што има долгогодишно искуство во изградба на вакви објекти. Според верскиот старешина, новото минаре ќе биде со истите димензии што ги имаше претходното, само што при градбата тоа ќе се оддалечи околу половина метар од џамијата, за во иднина да се избегне можноста за повторна појава на влага. Доколку послужат временските услови, се очекува новото минаре да биде готово до почетокот на февруари. Оџата Еркан ја искористи можноста на сите христијански верници да им го честита Божик и новогодишните празници.